Најчест случај е за граѓаните кои што живеат во Македонија и од овде остваруваат доход од странство. Например, фриленсери, давање на IT услуги, интелектуални услуги и така натаму. Тука е неспорно дека граѓанинот овде треба да го пријави и да го плати данокот. Меѓутоа, доколку данокот, исплатувачот на доходот од странство таму платил данок, тогаш граѓанинот има право врз основа на доказ обезбеден од странската даночна администрација овде да користи даночен кредит, односно да му се прифати тој платен данок и да ја доплати разликата до нашата даночна стапка. Втора категорија се оние граѓани кои што одат имаат времена работа во странство, но го задржуваат своето живеалиште овде, а тоа значи дека имаат најмалку 183 дена во годината, прекинато или не прекинато, живеалиште во Македонија. Значи и овие граѓани со таков континуиран или со прекини престој во Македонија се даночни резиденти согласно нашиот закон и овде треба да го пријават и платат данокот исто како и претходната категорија со право на користење на даночен кредит. Значи нема да постои двојно оданочување, доколку се случило данок да има платено во другата земја, овде се користи кредит. Третата категорија се граѓани кои што живеат во странство и нели во подолг период, доколку се работи за земја со која што немаме склучен договор за одбегнување на двојното оданочување, тогаш тие не се резиденти на Македонија и немаат никаква обврска овде, а доколку се работи за работа во странство во земји со кои што имаме склучено меѓународни договори, тогаш меѓународниот договор има сила на закон и се применуваат правилата за оданочување што се регулирани во меѓународниот договор. Согласно меѓународните договори, значи резидентноста се определува според критериумот наречен витален центар на интереси. Значи, каде лицето е резидент во таа земја каде што се неговите лични интереси, значи каде што е неговото семејство, каде што се неговите работни интереси, сметки во банка, работен договор и така натаму. Ево вакви случаи, доколку лицето според овој критериум може да биде нели резидент на Македонија, сепак правилата за оданочување се утврдени во договорот и договорот вообичаено пропишуваат ситуација кога резидентот данокот треба да го плати само во својата земја, каде што е резидент, или може да има обврска да плати данок и во едната и во другата земја.